Република до метјунимице, да се повлече од срамната, недостоинствена и за нас македонскиот народ недозволива позиција на посредување во наметнат крајно асиметричен и во целина апсурден спор со името. Да престане да биде соучесник во геноцидот и уништувањето на македонскиот народ и македонската држава, во недозволеното мешање и повредување на македонскиот идентитет и на нашите суверени народни, национални и државни права и интереси. Да им ја пренесе во Обединетите нации нашата порака, несогласност со овие антидемократски, геноцидни, фашизоидни политики со кои ни се прави целосен притисок преку злоупотреба на нашите државни институции и инсталираната нелегитимна власт во парламентот и во владата на РМ, самите да се откажеме од нашето основно право и слобода, да бидеме тоа што сме, македонци, и да ја сочуваме нашата единствена татковина, матична држава на македонскиот народ, Република Македонија, која е единствен носител и на македонското малцинство, народ кој што живее во другите држави на светот, а особено во соседните држави, кои со срамните мировни договори имаат добиено поголеми делови од територијата на Македонија и поради што македонскиот народ ги трпи сите овие злосторнички и геноцидни, неправедни политики и дејанија. Македонскиот народ никогаш нема да ги прифати овие под наводници решенија и ќе се бори со сите легитимни средства за враќање на насилно одземениот суверенитет, на суверените права, за исправање на направената историска неправда и штета и за ревизија на сите срамни одлуки, договори, спогодби против нашите национални и државни интереси. Поради наведените причини, господинот Метју Нимиц да достави извештај до Обединетите нации дека македонскиот народ, суверенот на РМ, бара од него неотповиклива оставка на својата медијаторска позиција во Обединетите нации и дека сака Република Македонија да биде примена во Организацијата на Обединетите нации под уставното и државното име. Истата порака ја упатуваме и до сите фактори и представниците на ЕУ и НАТО во Република Македонија, кои ги поддржуваат овие непринципиелни антимакедонски политики и решенија и нелегитимната власт на РМ, која треба истите да ги изврши. Нацрт резолуција до Обединетите нации до Генералното собрание. Земајќи предвид дека поранешната Југословенска република Македонија примена во членството на Обединетите нации во 1993 година со резолуцијата 47/225 по препорака на резолуцијата 817 од 1993 година на Советот за безбедност, до денес беше признаена од страна на огромно мнозинство од членовите на Обединетите нации со неговото уставно име и дека преговорите со Грција во врска со името на држава не дадоа никаков исход. Имајќи ги предвид членовите 2, особено параграфите 1, 4 и 7,
и членот 4, параграф 1 од Повелбата на Обединетите нации, земајќи ги предвид и резолуциите на Генералното собрание 113 врз 2 од 1947 и 197 врз 3 од 1948 година, а особено советодавното мислење на Меѓународниот суд на правдата, доставено на 28 мај 1948 година, во врска со неприфатливоста на предусловите за членство надвор од опсегот од исцрпните услови од член 4 параграф 1 од Повелбата на Обединетите нации, потврдувајќи дека секоја држава природно има вродено право на име и тоа дека определување на имињата на државата представува предмет на нивната суверена домашна јурисдикција, потврдувајќи исто така дека имињата на државата како правен идентитет на меѓународните субјекти се суштински елемент на нивната правна личност и нивната државност. За да се реши долготрајниот невообичаен и неприфатлив членски статус на една членка на Обединетите нации, прашањето кое потекнува од необичните резолуции за прием во Обединетите нации, со кои се утврдуваат предуслови надвор од опфатот на сеопфатните услови од член 4 параграф 1 од Повелбата на Обединетите нации, а исто така и со цел да се заштити поредок на Обединетите нации, а особено правното представување во системот на Обединетите нации. Во Скопје на 31 јануари 2018 година се Македонски национален совет Македониум, представуван од Страшко Олумчев, а и напишано од професор Игор Јанев.